Добар ден, ученици! На денешниот час по биологија за 8 одделение ќе зборуваме за ендокриниот систем и за хормоналната регулација. Да започнеме. Ендокриниот систем ги вклучува жлездите со внатрешно лачење или уште познати како ендокрини жлезди и нивните продукти, а тоа се хормоните. Функцијата на ендокриниот систем е да лачи хормони во крвотокот. Да кажеме сега што е пак тоа хормон. Хормон е хемиска материја или познат како хемиски гласник, кој што е насочен кон одредена група на клетки, така наречени целни клетки, се со цел да предизвика таа група клетки да извршат некоја активност или пак да престанат со работата која што ја вршат. И хормоните се материи кои што се лачат во исклучително мали количини, но понекогаш нивното лачење може да биде пореметено. Што тоа подразбира? Може да биде зголемено лачење на хормон од некоја жлезда и тогаш станува збор за хиперфункција или зголемена функција. Или пак да биде намалено лачењето на хормон од некоја жлезда и тогаш зборуваме за хипофункција. Кои се тие ендокрини жлезди? На сликата ги гледаме, но да ги кажеме. Хипоталамус и хипофиза, сместени во нервниот систем или во черепната кутија. Потоа, тироидна жлезда, сместена во пределот на вратот, паратироидна жлезда, странично од тироидната, исто во пределот на вратот. Тимус или градна жлезда, сместена во градниот кош, потоа надбубрежни жлезди, сместени над самите бубрези, парни жлезди, панкреасот, како жлезда сместен во истиот дел каде што е панкреасот, но од посебен тип на клетки, ќе спомнеме, и половите жлезди, познати како јајници или овариуми кај женските единки, односно семеници или тестиси кај машките единки. Нервниот и ендокриниот систем се функционално поврзани. И тоа, поврзани се преку хипоталамусот како нервна структура и преку хипофизата како ендокрина структура, која што учествува во регулирање на работата на останатите ендокрини жлезди. Специфични клетки од хипоталамусот создаваат нервни хормони, кои што се познати уште како ослободувачки или релизинг хормони, преку кои што се остварува врската меѓу хипоталамус и хипофиза. Преку овие хормони, всушност, се регулира и работата на хипофизата. На следниот слайд имаме еден шематски приказ. Ова ни е една секреторна клетка, која што лачи хормони и тие патуваат или се движат низ крвотокот, поточно низ крвните садови. Кога ќе дојдат во допир со таква целна клетка, хормоните се врзуваат и навлегуваат во таа целна клетка. Да кажеме збор 2 за секој од овие жлезди, односно за нивната функција. Хипоталамусот, го гледаме на сликата, е дел од мозокот, кажавме, и регулира емоции, хранење, ситост, жед, телесна температура, односно хормоните кои што се поврзани со овие функции. И лачи, спомнавме, така наречени ослободувачки или релизинг хормони. Хипофизата исто е дел од мозокот, лачи поголем број на хормони, како хормон ТСХ, кој што ја стимулира работата на тироидната жлезда, потоа лачи аденокортикотропен хормон, фоликулостимулирачки хормон, го лачи хормонот за раст, го лачи антидиуретичниот хормон, кој што помага во реапсорпцијата на водата
при процесот на создавање на урина, го лачи хормонот окситоцин и така натаму. Следна ни е тироидната жлезда или уште позната како штитна жлезда. Лачи два хормони, тоа е хормонот тироксин и хормонот 3-јод-тиронин. Овие хормони се всушност и главните метаболички хормони во телото. Странично од тироидната жлезда, во форма на 4 топчиња се сместени паратироидните жлезди. И го лачат хормонот паратироиден хормон, кој што учествува или ги стимулира коскените клетки, остеокласти, за да ослободуваат калциум од коската. Следната жлезда ни е надбубрежната жлезда, односно две се, на секој бубрег по една надбубрежни жлезди, изградени од кора и од срцевина, и посебен тип хормони се лачат од кората, тоа се кортикостероидни хормони, го регулираат балансот на сол и на вода, а кортизолот како хормон го регулира метаболизмот на гликозата и помага во имунолошкиот систем. Од срцевината пак на надбубрежните жлезди се лачат хормони кои што овозможуваат брза реакција на стресот со зголемување на гликозата во крвта и крвниот притисок и насочување на крвта директно кон срцето, кон мозокот и кон скелетната мускулатура, познати како адреналин и норадреналин. Следната жлезда ни е панкреас. Ова е жлезда во нашето тело која што има двојно лачење, действува како екзокрина жлезда и лачи дигестивни сокови и делува како ендокрина жлезда, односно лачи хормони. За панкреасот ќе кажеме дека е контролен центар за регулирање на гликозата во крвта. Лачи два многу важни хормони. Едниот е инсулин, тој се лачи од бета клетките на панкреасот, ја намалува количината на шеќер во крвта. Или велиме, го стимулира складирањето на гликозата во црниот дроб. Вториот пак хормон, кој што делува антагонистички на првиот, е глукагонот, се лачи од алфа клетките на панкреасот и тој ја зголемува количината на шеќер во крвта или помага во ослободување на гликозата од црниот дроб. Следни жлезди, тоа ни се половите жлезди или познати како гонади. Рековме дека разликуваме женски полови жлезди, тоа се јајниците, лачат естрогени хормони и го лачат хормонот прогестерон, и машки полови жлезди, тоа се тестисите, кои што го лачат хормонот тестостерон. И јајниците и тестисите лачат хормони кои што ги помагаат репродуктивните функции кај човекот. Следната жлезда ни е тимусот или градната жлезда, која што помага во развојот на Т-лимфоцитите или во одбранбената способност на организмот. Функции регулирани со ендокриниот систем ќе ни биде и како заклучок за оваа наставна единица, ќе ги наброиме. Што се регулира ендокриниот систем или жлездите со внатрешно лачење? Регулираат раст, регулираат заздравување, регулираат баланс на вода и крвен притисок, регулираат метаболизам на калциум, регулираат енергетски метаболизам, регулираат стрес, регулираат други ендокрини органи или заедно со нервниот систем вршат регулација на сите животни процеси во телото. Благодарам.